Почитувани, возилото со кое била киднапирана и убиена Вања е пријавено за исчезнато уште на 22 ноември во МВР, а веќе на 24 е во Скопје. Во пресод во продолжение ќе ги објасниме пропустите на МВР, за кои очекуваме одговор. Според досегашните познати информации, прво осумничениот Палевски извршил убиство врз велешанецот Панче Жежовски. Му го земал возилото и со денови шетал слободно, пошто извршил уште едно убиство и избегал. Зошто? Затоа што МВР направило серија на пропусти со ненавремено и непрофесионално расветлување на случајот со исчезнувањето на велешанецот Панче Жежовски. Имено, МВР по пријавувањето на исчезнувањето на Панче од самиот почеток не превземале конкретни и сеопфатни оперативни мерки. Легитимно се поставуваат прашања за кои, повторувам, искажуваме сомнеш дека МВР направило пропусти во постапувањето и бараме МВР да одговори. Под 1. Дали се превземени мерки за детално пребарување на просторот, односно да се открие каде имало зрачење и да се открие телефонот, затоа што според свиркач телефонот е пронајден дури после 4 дена. Под 2. Дали се превземени детални мерки преку операторот на телефонскиот број на исчезнатиот за да се обработат листите на разговори кои ги остварило лицето во изминатите денови наназад. Под 3. Дали е точно дека од вештачењето на трагите на телефонот на исчезнатото лице се пронајдени траги на лице кое моментално е на издржување на казна затвор. Под 4. Дали е точно, внимавајте, дека возилото на Панче било пријавено за исчезнато во МВР уште на 22 ноември, 5 дена пред убиството на Вања, а министерот тврдеше дека потрага по возилото немало, затоа што не знаеле дека било исчезнато, заедно со Панче. Под 5. Зошто веднаш не е објавена централна потрага за возилото на исчезнатиот, кога за истото, покрај пријавата во МВР на 22, дури и на веб портал на 25 е посочено дека возилото е исчезнато. А за кое, повторувам, министерот за внатрешни тврдеше дека не знаеле дека е исчезнато заедно со исчезнатиот Панче. И 6, и најважно, дали е точно дека возилото со кое било убиена Вања било уште во петокот, односно 3 дена пред убиството на скопските улици, спремно да биде искористено за убиство. Очигледно е дека се направени кардинални пропусти за кои, ако МВР имаше навремен одговор, може би убиството на исчезнатото лице Панче немало да биде спречено, но монструмите ќе биле спречени да направат уште погрозоморен чин. Ви благодарам на вниманието.